Од самото појавување на историската сцена, македонскиот народ започна перманентна, крвава и со жртви исполнета борба, докажувајќи ја својата самобитност. Почнувајќи од селските буни и востанија, па преку големиот и светол Илинден, континуирано ја продолжуваше бескомпромисната борба против ненародните режими, проткаена со многобројни штрајкови и демонстрации, за на крајот да го заокружи својот револуционерно борбен циклус во последната татковинска општонародна борба против фашизмот. Во таа општа југословенска револуција, македонскиот народ, заедно со другите братски народи и народности, во цврсто збиени редови, преку многобројни жртви на своите најдобри синови, чекореше напред кон победата, трасирајќи го патот кон иднината под раководство на Комунистичката партија на Југославија и на нејзиниот водач Јосип Броз Тито. Познато е дека едно сенародно вооружено востание не се крева кога некој ќе реши или кога некој ќе сака, туку кога тоа решение се совпадни со сите потребни, созреани условија и другите потребни нешта за едно масовно сенародно востание. Не случајно, ние во Македонија имаме од 41-та до 43-та година вооружената борба да е организиравне и да е водевне ние, македонските комунисти. Нашиот македонски народ бараше овој пат некаква поголема гаранција дека нема да се врати старото. Таа гаранција тој ја доби во лицето на формирањето на КПМ во 43-та година со Централен комитет на чело, во манифестот од главниот штаб, кој прокламира целите на нашата вооружена борба и особено во лицето на решенијата на второто заседание на АВНОј, кое прокламира идното уредување на нова Југославија како федеративна заедница на сите народи и народности, односно дека сите народи и народности, вклучувајќи го и македонскиот народ, ќе бидат слободни и равноправни. Кога спомнав дека ние, македонските комунисти, ја организиравме и ја водевме борбата до 43-та година, сакам да кажам дека таа имаше еден континуитет и еден нагорен пат. Сите партизански одреди, односно, речиси сите борци беа комунисти, членови на партија, скоевци и симпатизери. Па дури и 43-та година, првите два баталјона, Мирче Ацев и Страшо Пинџур, беа составени воглавном од
комунисти. Ние всушност стасавме 43-та година со таа борба до разраснување на вооруженото востание, како што спомнав, врз основа на тоа што македонскиот народ навистина се увери дека нема назад, дека овај пат нема да биде прелаган. Ние, македонските комунисти, пак бевме свесни и тоа му сугериравме на нашиот македонски народ, дека овој пат имаме единствена шанса и може би последна, само со вооружено востание, во сојуз со другите народи од Југославија, да ја извојуваме слободата на македонскиот народ, да создадеме наша војска, да создадеме наша македонска држава во рамките на Федеративна Народна Република Југославија. Сите револуционерни квалитети и борбениот дух на македонскиот народ дојдо особено до израз во втората половина на 1943 година, која со решавањето на низа внатрешно политички и организациони проблеми, а благодарение на општата ситуација што се беше создала, представува година на брзо разгорување на оруженото востание. Таа година представува една квалитетна пресвртница, со оглед на тоа дека се случија настани од историско значење за македонскиот народ. Се одржа второто заседание на АВНОј. Беше формиран Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Беше реорганизиран главниот штаб. И целото борбено подрачје на Македонија беше поделено на 5 оперативни зони за полесно раководење со народно-ослободителната борба. Исто така од големо значење беше и преспанското партиско советување, одржано на 2 август во близината на Отешево, каде што се одлучи да се формираат покрупни борбени единици, баталјони и бригади. Сето тоа придонесе да се пренесе пламенот на револуцијата и да се разгори востанието во цела Македонија. Народно-ослободителната борба во Македонија во втората половина на 1943 година земаше се повише карактер на општенародно востание. Така да овој период се веќе создадоа 3 жаришта во Македонија, и тоа жариштето на измеѓу Дебар и Кичево, жариштето во повардарието Кавадарско-Девделиско и жариштето на Кумановски терен, односно на Козјак планина. Овие 3 жаришта му даваа големи неприлики, му создаваа на окупаторот, за тоа што ја угрозуваа неговата витални комуникации, линијата Скопје-Белград, линијата Скопје-Девделија-Солун и линијата Велес-Битола-Лерин. И друзите патишта кои водеа нарочито за Албанија. Тие комуникации, кои беа толку од животен карактер за окупаторот, беа стално нападани од нашите единици и стално му беа пореметувани плановите на окупаторот, jer тој преку тие саобраќајници требаше да ја снабдева целата армија која се наѓоваше во Грција и на Блискиот Исток, односно во
Африка. Создавањето на овие три големи жаришта може да се каже да скоро цела Македонија беше офаната од пожарот на револуцијата, така што у тој период имаме крупни и значајни постигувања на партизанските одреди со сформирање на поголеми единици, воени единици, 4 батальони и бригади. Оваа година е значајна по низа настани, и тоа крупни настани од историско значење не само за комунистите у Македонија, него и за целиот македонски народ и народностите кои живеат во Македонија, бидејќи у овој период, 1943 година, е формиран Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, реорганизиран е главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизански одреди на Македонија, создадени се низа слободни територии и формирана е првите облици на народно-ослободителната власт. Така, широм Македонија и на ослободените и полуослободените територии и на неослободените територии се формираа првите народно-ослободителни одбори као зародок на нашата идна народна власт. Големите слободни територии и формирањето на првите органи на народната власт на тие подрачја многу придонесе да се омасови востанието. Прилив на нови борци имаше од ослободените и полуослободените територии, а истовремено се формираа и нови партизански единици. В 1943 година од пролета веднаш почнува да се создаваат нови партизански одреди и да се старите партизански претходните те обноват и да се пополнат со нови единици. Тие водеа низа борби, така да што овозможија веќе во август месец, 18 август, да се формира првиот батальон Мирче Ацев. Од тогаш сите одреди се стремеа да докажат својата борбеност, како и прераснале во партизански одреди, и ние имаме едно по друго формирање, еден за друг партизански одреди и на слободна територија во Западна Македонија и во доле во Тиквешијата, а нешто покасно и северно од Куманово. Во тој период многу борци пристигнаа и од Косово и заедно со македонските единици здружени почнаа да војуваат на македонската почва. Како то да се најдат косоварите кај нас во западниот дел на Македонија? Морам да истакнам дека 1942 година на Шар планина беше формиран шарски партизански одред, претежно косовски, комбиниран од срби, црногорци и албанци. Во тој одред, при крајот на 1942-та и почетокот на 1943 година се вклучуваат и македонци од реонот на Тетово, Гостивар, па чак и од Источна Македонија и некој од Скопскиот регион. Така што тој одред во 1943 година поприма карактер по својот национален и социјален состав косовско-македонски. Тие по наредба на главниот штаб пристигат
после првите денови на септември пристигат на слободна територија во Западна Македонија. По капитулацијата, а нешто и пред капитулацијата, што имаше затвореници во албанските затвори, тие избегуваат и како комплетни затвореници заедно со македонците и косоварите пристигат на слободната територија. Меѓутоа, главниот штаб имаше една концепција. Пред да ја формира првата македонско-косовска бригада, да ги испроба баталионите во група како може да дејствуваат. Од тие причини беа формирани на слободна територија во Западна Македонија две групи баталиони. Едната група баталиони македонска, под командата на Елисије Поповски, и втората група баталиони не косовска, под командата на Петар Брајевич и уште неколку самостални баталиони. Тие изведоа повечкото акции, од кои сакам посебно да подлечам одбраната на Кичево во октомври месец, кога германците се стремеа да го заземат Кичево и слободна територија да ја заземат, да пробијат пат кон Грција и Албанија, и едновремено потоа повторното заземање на Кичево, кога тие покажаа во борбата за ослободување, второто ослободување на Кичево, изванредна храброст, нарочно во касарната, каде што заробија 18 германски офицера. Одмах после прикупљања 2 македонска батальона и 2 косовска батальона, кренуло се у напад на Кичево. У Кичево е било у касарни око 500 балиста, а у центру града био е немачки штаб. Командант овог немачког штаба био е подполковник Хедлер. Tu je bilo oko 24 njemačka oficira i podoficira. Plan napada je bio da severni deo grada napadaju Makedonci, 2 makedonska bataljona, sa svojom udarnom četom koja je trebala da upadne pre dolaska bataljona i iznenadi ove baliste u kasarni. Sa juga napadali su 2 kosovska bataljona sa svojom udarnom četom, čiji sam komandir bio ja, i sa takim planom krenuli smo u napadu na Kičevo. Pre svanuća mi smo izbili pored samih zidina grada i krenuli smo prema planu napada prema centru grada. Nismo se dugo zadržavali na tom putu, uočili smo komandu sa stražarnicom i brzo je došlo do borbe koja je trajala 2 sata. I onda je došlo do pregovora sa Njemcima i Njemci su se posle tih pregovora predali. Tako da je tu Kičevo oslobođeno, zarobljeno je 24, mislim, njemačkih oficira i podoficira, i ta je borba bila jedna veliki uspeh za ceo naš taj pokret u tom kraju, a ja mislim da je to bila veliki uspeh i za čitavu narodnooslobodilačku borbu Jugoslavije, jer je tu zarobljen čitavi kompletan njemački štab 1943. godine, gde na čelu sa potpukovnikom Hedlerom, komandantom toga štaba. Kičevo беше ослободено, а во центарот на градот се виореше црвеното знаме. По главните улици маршираа партизанските батальони. Насекаде се слушаа револуционерни борбени песни. Тоа беше голем успех на Сдружените македонско-косовски батальони, а Кичево стана прв слободен град во окупирана Македонија, символ на македонскиот непокор.
Kruševske republike došla je Kičevska republika. Javlja se po drugi put, javlja se makedonska država i to narod osjeća. I ono što je najvažnije, narod osjeća, stanovništvo osjeća da ovaj put će uspjeti. Jer imaju saveznike, nije više izolovana pobuna protiv Turaka i turskog ropstva, kao što je bilo za vrijeme Kruševske republike. Sad je u savezništvu sa ostalim narodima Jugoslavije, sa grčkim, bugarskim i albanskim narodom. Stvaraju se za jedno jedinstvo Balkana čak, ne samo Jugoslavije, Balkana. To narod osjeća. I nema razlike sada, velike razlike nema između pripadnika raznim nacionalnostima. Nema ih. Ne staje. Bar u onom momentu, to kasnije opet se počinje razdvajati i tako dalje, ali u onom momentu osjeća se jedno jedinstvo naroda izvanredno. A naročito makedonskog naroda koji osjeća tu da se rađa prvi put njegova država. Ослободувањето на Кичево и Дебар имаше голем политички одраз и значење. Се создаде една голема слободна територија од Гостивар па се до Струга. Таа имаше големо политичко значење кај местното население па и пошироко. Целиот македонски народ гледаше на таа слободна територија како на место каде што се ковеше неговата слобода, каде што се создаваше неговата иднина, новата македонска држава. Сето ова придонесуваше за масовен прилив на нови борци што доаѓа од сите страни на Македонија. Веднаш по ослободувањето на Дебар, местниот комитет на Комунистичката партија за Дебар, покај другото, забрзано ја агитираш пред младинските активи за што по масовно вклучување на младите во Народно-ослободувачката војска и партизанските одреди на Македонија. За масовниот одзив на младите во Дебар допринесе и одржаниот успешен митинг во Слободен Дебар во втората половина од месец септември 1943 година. Уште на самиот митинг почна масовно да се пријавуваат младинци и младинки за учество во Народно-ослободувачката војска. Потоа беше формиран привремен штаб на чие чело беа избрани командант и политички комесар со задача да подготват услови за формирање на Дебарскиот младински батальон. Јас сам као и većina omladine sa Kosova bili internirani u Albaniji, u logore Porto Romano i Burelj. I prilikom oslobođenja, kad su nas oslobodili albanski partizani, direktiva je bila Centralnog komiteta sigurno Jugoslavije i Albanije da se odvojimo. Jugosloveni su pošli ka Debru, Albanci su ostali u Albaniju. O tom rastanku i da ne pričam kako je bilo dirljivo i sa drugim Albancima. Onda krenuli smo ne onako rasparčana banda, ipak smo bili u neke formirane čete i grupice, tako da smo došli lepo organizovano do Debra. Prvi put moja želja je bila da postanem partizanka i da vidim partizana, to je bilo u Debru i okolini Debra da sam videla partizane Makedonce. To mi je čas da vidim prvog jugoslovenskog partizana, to je bio Makedonac. Dame Čede Filipovski. Toliko nam je davao volje i elana, kako je hrabar bio, hitar, živ, temperamentan. Svi smo se ponosili s njim, da li ćemo i mi postati jednog dana kao on. Капитулацијата на Италија беше од големо значење за натамошното успешно востание во Македонија. Разоружувањето на италијанските војски овозможи не само да се пополнат и вооружат партизанските одреди,
туку да се вооружат и новите борци кои секојдневно пристапуваа кон партизанските одреди. Борбените редови од ден на ден се повеќе се згуснуваа, а колоните се повеќе се зголемуваа. Situacija se razvija sada vrlo povoljno. Od italijanskih okupatora uzeli smo oružje, naoružali smo sve sposobno, makedonsko stanovništvo, sve sposobno za oružje, to je uzelo pušku. Dobar dio albanskog stanovništva također je prišao. U Debru je vlast slobodna, također u našim rukama. U dogovoru sa albanskim partizanima mi smo uspjeli formirati, poslije izvesnih razgovora koje smo imali sa njima, formirati zajedničke čete. Stvara se jedna veoma solidna, slobodna teritorija. Glavni štab radi sigurnosti prelazi u Debarce i tu formira svoje mjesto komandovanja. I centralni komitet također prenosi sjedište. Istovremeno, prema slobodnoj teritoriji struji sada svi iz logora, iz Albanije, dolaze mnogi ljudi sa Kosova, iz Metohije, tu ne samo Srbi, Crnogorci, nego i Albanski, komunisti albanski koji su bili sa Kosova, koji su bili tamo u logorima. Onda Slovenci koji su bili također u logorima. Onda tu dolaze i kasnije će dolaze ruski bjegunci također. Tako da mi od tih svih nacija, Makedonaca, Srba, Crnogoraca, Albanaca, Slovenaca, odlučili smo da stvorimo brigadu. Ta brigada trebala je da bude brigada bratstva i jedinstva, otprilike mi smo je tako nazvali. Ona je po svom sastavu takva. A veoma važnu ulogu je trebala da odigra ne samo u borbi protiv okupatora, nego u borbi za jedinstvo Balkana, ne samo Jugoslavije, nego Balkana. По суровите борби што ги водеа здружените батальони, составени од македонци и косовари, кај Кичево, Дебар, Подвис, Кленоец и други места против окупаторот, во кои борби се калеа нашите единици, настапи еден квалитетно нов период во народно-ослободителната борба во Македонија. Беа наполно создадени услови за формирање уште покрупни воени единици, способни за самостојно дејствување и маневрирање на поголем простор. Сите овие единици и батальони во почетокот на ноември почнаа да се движат кон селото Сливово, Дебарца, очекувајќи го големиот и свечен миг да се формира бригада.